Како сме? Добри сме? Мене навистина ми е мило што ве гледам. Навистина ми недостигат вакви служби. Јас се нарекувам црковен глушец. И гледам дека и мојата фамилија сме црковни глувци, глушеци ќе кажев. Андре. Затоа што црквата не е во нашето срце. Ме води еден стих кој што вика, го знаете тој стих? Редноста за твојот дом ме изеде. Така јас навистина ја сакам црквата Божја, го сакам Божјиот народ. И дури одев наваму, размислував колку е голема чест и привилегија да се застане тука и да се зборува на луѓе кои што се скапоцени на Господ. Знаете дека сте вие скапоцени на Господ, вие сте Божи народ, царско свештенство и е голема одговорност исто така. Така решив денеска ќе бидам малце посериозен, нема се глупира многу. Бидејќи да се проповеда е сериозна работа. И ќе зборувам за сериозна работа, за тоа е за животот што ги имаме во Исус. Насловот на ова што сакам да кажам е живот сокриен со Исус во Бог. Исто така голема чест ми е и што Шел е тука. Јас треба да исповедам нешто. Прв пат го видов Шел, мислам дека беше 1993 или 1994 година. Успеа да го земат диското во Гоце Делчев, студентскиот дом, и таму Шел им проповедаш порака на Евангелие. Многу студенти дојде, не знаат што е работата, и некако Шел ги не фати сите на изненадување и ни почнува да зборува за Исус, за Евангелието. И знаете какво време тогаш беше, малце позатворено. Студенти, интелектуалци. Исус зборуваше, беше јак силен преку Шел. Шел ги покани луѓето, кој сака да стане да го прими Исус. И јас бев готов. Меѓутоа погледнав натаму, лево десно, намуртени лица и коментари: кој е ова, ние светото наше православие да си го даваме. И така јас се уплашив и не го примив тогаш Исус. И потоа се најдовме со другарите, разговаравме и почна да зборуваат лошо за Шел. Јас го бранев цело време. Кој е тој, ни дошол од запад таму да ни зборува за Господ? Македонија е библиска земја, традиција. Јас го бранев и потоа ми рекоа: ти Николче, да не си ти сонив? Не сум, јас сум православен. И така се откажав од Шел. Само еднаш, не 3 пати. Меѓутоа мислам дека потоа за година-две го примив Исус. Така да, оно што тој го сподели, полека охрабруваше, крчеше нешто во мене и потоа да донесем вистинска одлука за Исус. Така да, навистина ми е чест што Шел е тука и малку се чувствувам глупаво тој да слуша, јас да зборувам. Шо ќе правиш? Нема правда во овој свет. Ќе читам од Јован 5:24. Ти додека го најдеш, јас ќе го прочитам, тука си го имам. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша моето словото, и верува во оној кој ме пратил, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминал од смртта во живот. Вие кои поверувавте во Исус, кој го примивте словото на Евангелието и кој поверувавте дека Исус е Божји син, пратен од Бог, создателот на се, што вика словото? Имате вечен живот. И преминавте од смрт во живот. Знаете, зборот кој се употребува тука за живот е зое. Оттаму доаѓа зборот зу, или зоологија, или зоолошка градина. Живот. Всушност има 3 зборови за живот кои се употребуваат во Библијата. Првиот е биос. Се слушнали за тој збор? Биос. Некои сметат дека тој збор значи поединечен живот, живот на единка, оттаму доаѓа зборот биографија. Меѓутоа јас верувам дека во библиска смисла биос значи животот на телото, телесниот живот, во кој што ние како тела, како во тој биолошки живот сме свесни за околината во која се наоѓаме. Сонцето, планетата, луѓето и така натаму. Дишиме од таа атмосфера на земјата. Втор збор кој се употребува за живот е психа, кој знаете тој збор? Всушност тој е душа, тој е животот на душата. И тука нашата душа е свесна за себе си.
кој сум јас, што сакам, моите мисли, моите размислувања, моите ставови, моите интелигенција, моите емоции и така натаму. И третиот збор е Зое, и баш за тој живот сакам да зборувам. Некој смета дека тој збор значи генерално живот за сите. Меѓутоа во библиска смисла мислам дека Зое значи духовниот живот, животот на духот. Сите знаеме дека ние сме тројство, така? Како што Бог е тројство, ние сме тројство, тело, душа и дух. Живи сме телесно, биос, нашата душа е жива. Кога стана нашата душа жива? Кога Бог му вдахна на Адам, кога го направи од земја, од глина, му вдахна дух и Адам стана жива душа. И потоа вечниот живот, кој што уствари духовна работа. Нашиот дух, ние бевме родени духовно, бевме родени од озгора. Тоа е Зое. Се е јасно, така? Ајде да продолжиме. Значи, на кој начин доаѓа верата? Доаѓа преку слушање на Словото. И тука вика, оној кој го слуша моето Слово и верува, има вечен живот. Сакам да направиме на паралела помеѓу тој физички живот и духовниот живот. И што тоа значи дека преминавме од смрт во живот? Знаете, пошто ќе утврдите дека некој организам е жив? Дали човек, дали животно? Дишат, така? Ќе видиш, дишиш, жив си, добро. Физичкиот живот дишиме од атмосферата на земјата. Додека во духовниот живот, Библијата кажува, кога Исус му објаснуваше на првосвещеникот Никодим во Јован 3 глава, му рече, ти треба да се родиш од озгора, од небото. Духовниот живот е всушност дишање од небеската атмосфера, од атмосферата на Божјото царство. За живот е потребно сонце, физички живот, така? Секој биолог, секој научник ќе ти каже, сонцето да го нема да има живот. Додека во духовното, кој е нашиот живот? Исус. Затоа што Словото вика, во него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. Во небескиот Ерусалим, на крајот од Библијата, кажува дека таму ќе има сонце, ќе има месечина, не туку светлината на јагнето ќе им биде се на луѓето. Тој живот е некако сокриен во Господ. Сега следен стих кој ќе прочитаме е од Колосјаните 3, 1 до 4. И вика, и така, ако воскреснате со Христа, тука им зборува на оние луѓе кои што се крштевале, кои символично се потопиле во водата, заедно со Исус умираат, и потоа излегуваат од водата, заедно со Него воскреснуваат. И вика, ако така воскреснавте во Христа, барајте го она што е горе, каде што Христос седи оддесно на Бога. Мислете за она што е горе, не за она што е на земјата. Зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. А кога ќе се јави Христос, нашиот Бог, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Имаме вечен живот. И тој живот како да е сокриен. Да ја прашам нешто, кој од вас може да види тука дали е некој спасен, дали не е некој спасен? Дали можете видливо да видите дека некој има вечен живот, а некој нема? Некој тврди дека има. Слушав еден пророк кој што кажуваше дека во духот може да види спасена личност која што поверувала во Исус, светлина над неа. Додека некоја личност која што живее во грев, темнина над неа. Јас тоа не можам да го видам. Но кога ќе видам што зборувате, кога ќе се открие што правите, тогаш можам да му кажам овој човек вистина верува во Господ и има вечен живот. Ми разбирате? Меѓутоа тој вечен живот во Исус Христос, кој е сокриен, може да се открие. И тука вика, а кога ќе се јави Христос нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Колку повеќе го запознаваме Исус, колку повеќе сме свесни дека Исус живее во нас, надежта на славата, толку повеќе се открива и се манифестира тој вечен живот во нас. Веруваме во? Знаете што е физичка смрт? Физичка смрт е душата се одделува од телото. Вечно. А што е духовна смрт? Духовна смрт е кога душата се одделува од духот кој што е вечен. Значи во духовната сфера поинаку се думаше работите.
И сега, зошто стихот вика, преминавме од смрт во живот? Јас си бев жив и порано. Се родив 1981 година, на 13 јули, покажував особен интерес и успех, бев добро деце, одличен ученик. И се најнаш зошто до тогаш сум бил мртов и во 94 година, кога дојде некои луѓе од Шведска и од Норвешка, тогаш оживеав. Веќе во духот си жив, вака, физички си жив кога реагираш на луѓето, така? На околината околу себе. Духовно си жив кога имаш комуникација со Бог. И само духот во нас е таа состојка кој што може да има интимност и разбирање на Господ. И така ние оживеавме духовно. И еден доказ дека се духовни живи е што вие не умирате од досада, се надевам. Тука ова што кажувам ви е интересно, зашто што веќе наштавте од тие духовни работи. И се сакате да знаете повеќе од Господ, сакате да познаете повеќе од Него. Интересна работа што кажува веќе умревме и нашиот живот е сокрен во Христос Исус. Дали знаете дека со векови црквата и даде премногу голема слава на таа физичка смрт? Како да таа физичка смрт, која ќе се оддели вашата душа од телото ќе се распадне, те квалификува за почнеш да го живееш вистински тој вечен живот. Да одиш на небото, да гледаш ангели, да гледаш Господ лице во лице. Разбираш што сакам да кажам? Јас верувам дека веќе сме умрени. Библијата кажува веќе сме умрени, затоа што Исус умре за нас и ние заедно го умревме. И заедно со Него воскреснавме. И сега тој вечен живот почнува. Ми разбирате? Еден доказ дека црквата премногу даде слава на физичката смрт. Ако одиш во некој села, например селото на мојата мајка, тука е црквата, до неја се гробиштата. И така, црквата наместо да биде најавувач на животот, стана место каде што ние умираме и не закупуваат. Ми разбирате? Така да треба таа лага да излезе во името на Исус Христос и да веруваме дека јас веќе сум во тој вечен живот, веќе сум вечно жив за Господ и имам пристап до небото и можам да ги искусам и да ги вкусам и работите од небото. Ми разбирате? Така да тој живот сокрен во Исус се открива онолку колку што имаме откровение за Исус во нас, надежда на славата. Ке читаме многу во стихови од Исаја, значи Стариот завет Исаја, 55 глава, од 1 до 3. И вика вака. Ова е на кој начин го активираме тој сокриен живот во Исус Христос. О, сите вие кои сте жени, дали сме жени, дојдете при водите. И ако немате себреници, дојдете и купете и јадете. Да, дојдете, купете вино и млеко, без себреници, без плаќање. Зошто да ги трошите себрениците за она што не е леп и својата надница за она што не те сити? Послушајте мене и ќе јадете добро и ќе уживате во сочни јадења. Приклонете го увото и дојдете при мене. Послушајте ме и душата ќе ви живее. Ке склучам со вас вечен завет, завет на милости или завет на благодат, ветени на Давид. Знаете, треба да водиме грижа за квалитетот на тој живот што ги имаме сега во Исус. Водење грижа за квалитетот на духовниот живот. Кога зборуваме за квалитет на живење, дали се сложувате дека со текот на вековите, јас верувам, премногу сум оптимист, дека квалитетот на животот многу се подигна. Ако гледаме како живееле нашите предци, нашите баби, дедовци, прабаби, правадедовци, ќе видиме дека нивниот живот, мора да се согласите, бил малку потежок од нашиот и дека ние живееме во малку повеќе луксус. Се служувате со тоа? Напредна технологијата. Една работа знам, Маја секојаш ми кажа, се прашувам, зошто во Крива Паланка секојаш ги викаат Стојан, Лоза, Столе, Живко, такви имиња. Знаете зашто ги давале? Затоа што имало многу смртни случаи на бебиња. И потоа ќе му дадат име. Ова е Стојан, за да стое.
да не умре, живко, за да живее, лоза, за да се продолжи лозата. Ми разбирате? Сега немаме толку многу смртни случаи. Се служувате со тоа. Дори квалитетот на мојот живот порасна, искрено да ви кажам, ако нешто не запрети на мојот брак, мене и Маја се можева го претерувам, ќе се разведевме заради кабли. Затоа што немаше тогаш wireless интернет, и имаше еден приклучок, и ја со кабелот од таму до дневната, и потоа работам на интернет, и таа се сопка и се нервира. Сега што се правиме? Порано се каравме, што ќе гледаме? Немаме баш ист вкус. Таа ќе почна гледа филм, ово е петпарачки, не го гледам. Нема филмски звезди. Сега што ќе направам? Ако не ми се допаѓа, ќе сидам во собата, си склучам на мобилниот Netflix и си гледам. Значи, квалитетот на животот порасна, така? Исто така, квалитетот на христијанскиот живот, на духовниот живот може да расте, да го активираме. Господ ми даде една ваква слика. Ми даде еден дедо, кој што може има слика на дедо, кој што има 80 години, ама си мисли дека ќе живее вечно. И е активен. И се движи нон-стоп. И се грижи за што јаде, што пие. И ако има нешто здраво, тој онма оди таму го прави. Секој ден оди во амбуланта, си го мери притисакот. Разбирате? Сте видели некои луѓе кои што ако нешто има се дели, ако се дава, онма се првите. Да вкусат, да земат. И Господ ми рече, биди ти тако во духовното. Оно што ти го давам, не го презри. Биди амбициозен. Земај што ти давам. Оно што сакам да кажам е... Што сакам да кажам? Сакам да кажам, не знам да речам. За мене благодата, за која што многу зборуваме, е како да си сега во некој удобен живот што се ти е на копче. Туп копче, се запали селицата. Копче, си пушташ телевизор, си гледаш. Копче, климата работи. Сте гледале Стар Трек? Ми се допаѓа еден збор кој што ќе кажат, кој ќе треба да Enterprise да тргне, engage. И така ние правиме тоа. Нешто ќе направиме engage и се вклучува. И токму таква е благодата. Замислете си да немаше таква работа. Има некои луѓе кои што како да живеат живот без благодат. Ме разбирате? Не ги вклучуваат тие работите. Одат по тешката страна. А благодата ти вика, се е веќе обезбедено. Сине, те сакам. Сум припремил прекрасни работи. Имам ризница за тебе. Тоа ти е како да живееш во некој полуксузен живот и се може да бидеш поефективен, посилен. Кога бев млад христијанин, имаше една многу убава парабола, ми се допадна. Што е тоа спасение? Може да и ова сте го слушнале. Тоа е вели како без да заслужиш, си добил бесплатна карта за крстосување со брод. Благодат, така? И потоа ти ја покажуваш картата, влегуваш во бродот и гледаш прекрасни работи таму. Бродот тргнува и потоа гледаш луѓето одат да јадат, ти си гладен, вечерат, ти умираш од глад, си легнуваат да спијат, ти само знаеш дека ете добив, ќе си страдам, ќе се снаоѓам. Меѓутоа не сваќаш дека сушност во таа карта за бесплатно патување, крстосување со луксузен брод е вклучено и ручек, доручек и вечера. И спиење, убава кабина. Дури и спа можеш да користиш. Дури и ако продолжиш да патуваш, можеш да се пријателиш со капетанот и да ти даде одговорност да те вработи во бродот. И да одиш од ранг до ранг. Ме разбирате? Тоа е Божјата благодат. Тоа е оно што Господ го спремил за нас. Убава парабола? Добро. И така за мене тоа е благодат. На кој начин можеме да го користиме? Дали знаете дека вашиот живот се состои
од активности во кои што вие решавате свесно да го насочите вашиот ум. Engage, панка англискиот збор, се engage-уваш во нешто. Например, ќе гледам телевизија и ти сега си вклучен во активноста гледање на телевизија, која што трае колку? Сат, два, потоа, втора, ќе правам ручек. Нова активност. Не разбирате? Исто така, да не претерувам се многу, и со христијанскиот живот. Ти можеш свесно да го насочиш твојот ум, engage да направиш, да речеме, сега читам Библија. Не разбирате? И тоа го правам затоа што имам Светиот Дух. Значи, убаво е да се чита Библијата. Ме разбирате? Меѓутоа, поубаво е кога му дозволуваш на Светиот Дух да ти ја тумачи Библијата. Затоа што сум слушал многу проповедници. Библијата јасно кажува вака, а не е така. Но фала му на Господ што имаме Светиот Дух и така јас го вклучувам Светиот Дух и читам, не мора да се многу, читам 2-3 стиха и потоа му дозволувам на Светиот Дух да ми објаснува тоа. Значи, тоа е духовен живот. Се вклучуваш во нешто, свесно ги насочуваш вашите мисли. Ми разбирате? Или молитва. Сега се вклучувам во духовната активност, наречена молитва, разговор со Бог. Интересна работа, последниот стих што го кажува, вика: ќе склучам со вас вечен завет, завет на милост. Ние сме во нов завет. Овде сум напишал: Исус во негово време донесе сосема нова перспектива на работите и радикално реинтерпретира, значи различно протумачи, се што религиозните луѓе од тоа време мислеа дека знаат. Исус тоа го прави и денес. И така слушаме од ова горница за молитвата, дека не мора да биде молјакање, така? И молитвата пред се не мора да биде: јас сум тука на земјата, Господ е горе на небото, јас не сум достоен, ама тој е достоен, и така кај јас некако ќе се молам за тој да дојде и да ми помогне. Меѓутоа сега читаме во Ефесјани, не мора да го бараш. Каде беше? Евреи 4:11. Мислам дека е таму. Да пристапуваме кон престолот на благодат. Значи сега молитвата не е: јас сум тука, Господе, ти си горе и ти дојди помогни ми, туку молитвата е сега: хајде јас со вера одам пред престолот на благодата. И таму наоѓам милост и благодат и помош која ми е потребна. Разбираш што да кажам? Повеќе молитвата не треба да е нешто: јас сум во пустина. Во наше време, кога бевме млади христијани, тоа беше модерно да се каже: ако нешто поминуваш низ тешко време, јас сум човече во пустина. И потоа го бараш Господа дојде да излече од таа пустина. Знаете каде сме? Ние сме заедно со Исус горе на небото. Ние сме царско свештенство. Исус е, интересно, Исус е наречен цар на царевите, господар на господарите. Кои се тие цареви? Кои се тие господари? Кој е тоа царско свештенство? Тоа сме ние. И така ние можеме позиција на господар, од позиција на цар, од позиција на син, да доаѓаме пред Господ. Во неговото присуство. Затоа што завесата е разцепена одгоре надолу. И сега имаме пристап во самото Божјо присуство. И така молитвата е разговор со Бог на иста локација. Го примаме ова? Има и други работи што можам да ви кажувам. Начинот на кој што го читаме Божјото Слово. Значи, како да направиме тоа engagement на нов начин. Можеш да го читаш Божјото Слово како лектира. Порано нас така не учеа. Го читаш Божјото Слово и потоа бараш кој е главната тема, која е идејата, пораката, што беше заплет, расплет. Така студиравме лектира. И се е тоа добро и е полезно. Меѓутоа за мене Библијата е склоп од настани во кој што јас можам да го ангажирам Господ, да се вклучам во него. Ме разбирате? И така како тоа слово вика:
слободно пристапите пред престола на благодат, за мене тоа е слика што може да направам. И да ангажирам со вера. И да влезам. Да искористам дори мојата имагинација, фантазија. И да се најдам со вера во преградката на мојот татко. Знаете, има една песна која што ја пеат американците. Jesus loves me, this I know, because the Bible tells me so. И се е тоа добро. Мајс би рекол, тоа е најниско ниво. Ти кажа во Библијата, ама сега искуси го. Зошто не дух во дух? Зошто не лице во лице? Ми разбирате? И така, за мене Библијата е средство да имам искуство со Господ. Да го вкусам во духовната сфера. Се надевам кога овие работи ги зборувам, да ќе ве потикнам да верувате уште повеќе. Алелуја. Живот сокриен со Христос во Бог. Често пати ние, како кажем, службите, проповедите се состојат, замислете ви доаѓа Меси. Меси е мајстор на својот занај, така? И тој ви кажува, жонглира што се направил и вие се, вау, се воодушевувате. И често пати службите се такви. Ке дојде некој помазан проповедник и ке изнакаже работи и ти само си викаш, вау, колку е помазан, колку е добар. Јас никогаш вака, никогаш Господ не го благослови. Ми разбирате што да му кажам? А колку би било пополезно Меси да каже, абе јас знам што знам, ама кој сака да научи? Ајде му покажам. Да му споделам моето искуство, на кој начин стекнав таква техника. Ми разбирате? Кој сака? Разговарав со еден добар проповедник, слушаш неговата проповед, абе од цитат до цитат, секоја мисла е како некој цитат. Ми разбирате? И јас ме реков, се е супер, само мене ме интересира, на кој начин ти тоа, на кој начин оперираш, кога ти дојдат овие мисли, кога јадиш, кога пиеш, кога спиеш. Не ми кажа практично. Рече дека тоа е дел од неговиот мисловен живот. Тој решил да го инволвира неговиот ум, да размислува за Божјото царство и тие работи му доаѓаат. Меѓутоа, многу е пополезно кога некој ќе ве охрабри, ќе ви каже и ти можеш. Ево јас ќе ти кажам на кој начин јас до тоа дојдов. Ме разбирате? Што мислите, дали е нели во стихот кој што го прочитавме, вика ќе јадете добро и ќе уживате во сочни јадења. Дали може се ужива во Господ? Дали може се ужива во читањето на Божјото Слово? Дали може се ужива во заедништво со Светиот Дух? Дали може се ужива кога го славиш и го обожаваш Господ? Знаете за многу луѓе овде во Скопје, дали знаете кој е врв на најголема радост што живале во животот? На најголема уживанција? Кој победи Вардар во ракомет? И тогаш таква експанзија на радост и на емоции, триумф. Само кажам дека мене ми е жал, ако нас, ние како христијани, и за нас и тоа да биде врв. Кога најголема радост и екстаза доживеавме кога Вардар победи или кога во мое време Југославија победуваше нон-стоп. Сега ги жалам овие младите, толку многу радости немат. Тогаш бевме светски шампиони на многу работи. И тоа мене ме хранеше. Меѓутоа, јас сакам извор за екстаза и за радост да биде самиот Господ. По тој живот сокриен од Бог. И јас тоа го доживувам. Понекогаш ми е тешко да се воздржам, ако го славам Господ, кога го обожавам, јас си уживам. Затоа што сум небото и таму пеам совршено како кој? Кажете некој, како Тоше пеам. Вие ме слушате и си викате, шо мој на човек. Меѓутоа јас сум на небото си уживам, ме разбирате. И доживувам таа екстаза.
И така, ајде да не направиме дека спортот да биде главен врв за нас на уживање и на екстаза. Туку Господ, Божјото царство. Алелуја. Псалм 43:4. Јас свакако сум го превел. Може би таму ќе е поинаку. Јас тука си имам на мој превод. Вика, пристапувај секојдневно пред Божиот олтар, нека Бог стане твоја величенствена радост. Значи, да. Во некои преводи кажува нека Господ стане величенствена радост за тебе. Оно што ви го зборувам, да го активираме тој духовен живот, Зое, сокриен со Христос во Бог. На кој начин? Секојдневно пристапуваме пред Божиот трон, во Божиото присуство. И да го направиме Господ да биде наша крајна радост. Дали е тоа можно? Јас верувам, сум го искусил. Сум дека во Псалм 4:7 пишува Господе, ти го исполни моето срце со радост, поголемо од тие што имат многу жито и многу вино. Значи тие што се најадени, напиени. Давид вика, радоста во тебе е многу поголема од тие кои што се најадени и напиени. А мене, ти си ми го исполнил срцето со радост поголемо од она која се роди во изобилие пченица и вино. Дали е ова можно? Можно е. Барете ќе ви се даде, чукате ќе ви се отвори. Не викам јас дека го правам тоа, ама знаете, јас сум човек кој што не сака многу јавно прави работи. Кога сум насамо, сум откачен. Верувате или не? Дури жена ми не знае дека колку сум откачен. И така кога сум во духот, правам многу смешни работи. Дури танцувам. Вака може нешто правам, нешто. Ама во Господ сум најдобар танчер, балетан. И се радувам во Господа. Му благодарам за прекасни работи што ми дал во животот. Затоа што решавам него да го направам извор на мојата радост. Значи, вика, уживај во Господ, насладувај се од него и тој ќе ги исполни жалбите на твоето срце. Интересно е што Бог својата интимност со нас ја прикажува како нешто што е уживање слично на јадење. Кој од вас сака многу да јади и ужива во тоа? Да. Јас многу не уживам затоа што сега ми забрануваат благо да јадам, инаку порано многу уживав. Меѓутоа сите од вас знаете кога сте гладен и кога ќе се најадиш, уживанција. Зошто тогаш во Откровение 3:20 вика, кој ќе го слуша мојот глас и ќе отвори вратата, ќе бидеме заедно и ќе вечераме. Јас со него и ти со него. Значи Господ, убавината на интимноста со него, ја споредува со една убава вечера, со едно убаво јадење и дружење. Уживате кога сте наоѓате на романтична вечера со вашиот сакан и се како што треба. Келнерот е добар, не ви плука во едењето. Си пиете винцо, си разговарате, сакате. Еве, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам. Значи, интимноста на Господ ја кажува како уживање во едењето. Затоа и претходниот стих вика, ќе јадете добро, ќе уживате во сочни јадења. И така, ако не можете да замислите како би било тоа да уживам во Господ, замислете си тоа како некоја најубаво јадење, најубава торта или било што ви е вас омилено. Така следниот пат кога ќе јадите нешто, потсетете се. Колку е убаво. Ама може вака и со Господ да биде убаво. Не разбирате. Дали знаете дека луѓето го обожаваат она во кој уживаат? Зато има луѓе кои што го обожаваат Меси, кој ќе даде гол и тие вака прават. Или Роналдо. Или некој други. Едноставно, тие уживаат во тој производ што му се нуди, уживаат во песната што ја слушаат, уживаат во фудбалските вештини, уживаат во победата.
И тие ги обожаваат нивните тимови, ги обожаваат нивните идоли. Не разбирате? Значи ти ќе обожаваш оно што во кое уживаш. И ако Господ за тебе е само некој строг судија, кој што бара, мора тоа, вака, така, од ова ќе се воздржуваш, ова не смееш, нема да уживаш многу. Законот не може да направи да уживаш во Господ. Меѓутоа познавањето на неговата добрина, неговата љубов, на благодата ќе направи да уживаш во Господ. И затоа вика ние ќе го обожаваме Господ во дух и во вистина. Духот во нас е свесен за Бог. Духот во нас копне за Бог. Со неискажливи воздишки, така? Меѓутоа, Господ сака и понатаму да се допре до вашата душа и до вашето тело. Затоа вика ќе го обожавате во дух, но и во вистина. Затоа што духовната вистина да стане реалност и да го обожавате Господ и во душата, со вашиот интелект, со вашите мисли, дури со вашето тело. И така јас им се восхитувам на луѓе како Вики кои што имаат храброст, јас ја немам таа храброст, немам ниту пак некоја посебна грациозност, која ќе играат, која ќе го слават Господ. Нема да биде убава слика јас да почнам. Вчера ме слика како јавам конј. Викам кутриот конј. Вака бе, здрен целиот. И само си викам, Николче, равнотежа, равнотежа. Немаше уживање во тоа. 2 минути среков слегуваме се. Важно се сликав за интернет, луѓето да видат нови искуства во животот. Меѓутоа, Господ сака да го обожаваме дури во нашите тела. Понекогаш проповедниците сакаат само вашиот ум и само ви кажуваат откровенија и се е супер. Меѓутоа Господ сака да се допре до нашите чувства, до нашите емоции, разбирате? Се, тело, душа и дух. Главното нешто сакам да го кажам, зашто толку е важно да се радуваш во Господ, зашто е толку важно да уживаш во Него? Затоа што секогаш од интимност доаѓа одговорност. И така ви кажувам вас, млади, амбициозни христијани кои што сакате да проповедате некогаш, сакате да бидете водачи, пастори, големи зверки за Божјата црква, се почнува со интимност. Запознавај го, Господ, се повеќе и повеќе. Научи да уживаш во Него. И кога сите твои потреби ќе ти се дојдени од Господ лично, тоаш на другите само ќе им служиш. И нема да бараш внимание, нема да бараш да им бидеш шеф, тие да те слушаат, ме разбирате. Нема да речеш комплекси преку нив. Затоа што сите тие работи ги примаш од Господ. За да се исполниш со Господ, со Неговата убавина, да се исполниш со Божјото вино, потребно е понекогаш да се испредниш од некои работи. Затоа што премногу си исполнет. Луѓето од овој свет, може би некои христијани, не знам, ова лето не може да се изнасончаат. Значи не е доволно, но стоп се на плажа. Не може да се изнакапат. Не може да се изнаодморат. Не може да се изнајадат, да се изнапијат. Затоа што душата им е празна. Не го направиле Господ. Извори барат работи. Разбирате? Господ ќе ти помогне во отрезнувањето од други работи. Разбирате? Господ ќе ти помогне дури кога си во криза. Сушност тоа е многу лесно, затоа што Исус рекол, ако јадите од мој леп, нема да барате ништо. Ако пиете од извора што го давам јас, нема да бидете жедни за други работи. Кој ќе вкусите него, ќе речеш, готово, батали други работи. Шо ќе ми се. Така, отрезнувањето од други напитоци е негов дел. Тој ќе ни помогне дори во време на криза. И потоа ќе ни исполни со неговата полнота. Тука сум напишал колку поголем е степенот во кој што уживаш во Бог, ќе биде поголем степенот во кој ќе се открива тој сокриен живот во Исус. Знаете што значи сокриен? Притаен, така? Тајна. А тајната што е? Тајната е мистерија. А мистеријата значи и мистичен живот. Значи, јас би рекол дека дури тој сокриен живот Исус Христос е мистичен. Ние не го сакаме тој збор.
А тоа што гледаме многу мистици од православието и во источните религии. И некако сме го прифатиле тој западен начин на христијанство, кој што е многу практичен, приземен, изборува само за успех. Но јас би рекол дека мистиката е добра работа. Има и сите тајни со Господ. Доживеј прекрсни мистични работи. Јас само можам да набројам некои работи. Што направи Филип? Сеќавате, беше пренесен од една на друга страна, тоа се вика транслација, беше транслиран и му сведочеше на евнухот, на етиопјанецот. Луѓето го доживуваат. Најнаш, дали во дух, дали во тело, не знам, меѓутоа Господ ги пренесува, ќе се најдат во Кина. И таму сведочат на некои луѓе и се спасуваат. Дали е тоа можно? Јас верувам дека е можно. Значи, има многу работи. Има многу работи. Може патување во духот. Тоа е нешто, не е нешто само New Age што може да прават. Туку ние можеме да го правиме. Има случаи каде што во Нов Зеланд, насред пустина, остануваат без бензин. И тоаш со вера во нивниот дух, во нивната имагинација, одат на местото каде што се наоѓа бензинска, со вера точат, го полнат и потоа палат и оде колата. Сето тоа во духот го направиле, во нивната имагинација, ме разбирате? И потоа кога гледа сметката, гледа дека стасала сметка. Како што јас во умот направив да платам за бензинот, да речеме $100 и сметката ми е одземе на $100. Навистина се случило. Значи има такви случаи. Христијанскиот живот може да биде многу интересна работа. Меѓутоа почнува со интимност и потоа завршува со одговорност каде Господ те користи. Затоа вика, уживај во Бог, насладувај се од Него, ова е во Псалм 37:4. Уживај во Бог, насладувај се од Него и Тој ќе ги исполни желбите на твоето срце. Така да од интимност одиш кон одговорност. И потоа почна да се остварува тој повик што ги имаш во црквата. И служиш на црквата, и служиш на заедницата. Сушност го правиш она што кажува како што е на небото, така да е на земјата. Работите со вера ги земаш од небото и потоа ги носиш на земјата. Слушате, христијанството е многу интересна работа. Не е досадна работа. И Господ сега носи нови работи. Отвора нови перспективи. И тука вика, вие кои сте жедни, дали сте жедни за повеќе од Господ? Или сте решиле да се заситувате само со работите од овој свет? Едно лепче да имаме, едно станче убаво, една убава работичка и толку фала му на Господ. Се е во ред. Меѓутоа, ние сме викани да владееме заедно со Исус. Така да не се плашете да бидете пијани од Светиот Дух. Словото вика, не се опивајте со вино, од кој произлегува блуд, туку исполнувајте се со Светиот Дух. Не се плашите да се откачите за Него. Дали се тоа ве охрабри, дали ве мотивира да го прогласите Господ за извор на вашето уживање и да решите да се намладувате. Јас знам дека секој од вас може би има сведоштво. Сте го вкусили Господ и сте видели дека е Бог добар. А некои од вас може немаат. Меѓутоа можете да го имате тоа. Ќе се помолиме за тоа, може? Хајде да станеме. Хвала ти, Господе. Хвала ти, Татко Небесен. Господе, јас знам дека си добар. Бидејќи сум те вкусил и знам дека си добар. Ти ме заситуваш, Господе Боже мој. Твојата праведност ме заситува, Господе. Твојата убавина. Ти си го исполнил, Господе, моето срце со радост, поголема од кога имам многу за јадење или за пиење, Господе Боже мој. И ние сме Твој народ, Господе Боже мој.
го имаме тој живот, вечен живот во Тебе, Господе Боже мој. И, Господе, сакаме да го ползуваме тој живот во полнота, Господе. Бејќи тој живот е живот во изобилие, Татко Небесен. Јас се молам за моите браќи и сестри, да ги охрабриш, секојдневно да пристапуваат кон Него, секојдневно да го насочуваат својот ум кон Тебе, Господе, секојдневно да пристапуваат до Твојот олтар, Господе, до Твојот жртвеник и да се исполнуваат со неизмерна радост. Фала Ти, Господе Боже мој. Фала Ти, Господе Боже мој. Фала Ти, Господе, што ние ќе бидеме црква, која што го познава Господ, која што го вкусила Господ. Фала Ти, ќе бидеме црква исполнета со дух, исполнета со праведност, исполнета со радост, исполнета со мир. И фала Ти, Господе, што таа позиција на интимност со Тебе, во кој што живееме во Твоето заедништво, ќе не повикаш за големи дела, Господе, за кој што копне нашето срце. Да бидеме глава, а не опашка. Те благодарам за тоа. Во името на Исус Христос. Амин. Амин. Фала.